Несторе? Добре. Денеска само да си градоначалник. Видите, половин саат говори дума, свака му час. Звонко Лазаревски, право добро вечер и благодарам за поканата да участвам на оваа трибина. Приватна фирма Алпинком Делчево, 200 души вработени, 100% ориентирана на извоз во Европската унија. Мислам една од по-успешните фирми во Делчево. Инаку политички не сум определен, не сум член ни на СДС, ни на ВМРО, ни на друга политичка опција. Секогаш гласам по свое убедување за онаа политичка опција која нуди реформи, која нуди прогрес, која нуди напредок. Така да до сега сум гласал и за овие и за оние, а сега на 30 септември ќе гласам за Европска унија, за НАТО и за Скоро 30 години гледаме само едно црна-бела слика. Сме качени на еден брод кој плови само праволински. Време е овој брод да го скренеме скоро за 90 степени, да не кажам за 180 степени да се враќаме назад и да го усмериме према Европската унија. Бидејќи Европската унија е простор каде што ние сме присутни 12 години и сега ќе кажам некој збор за предностите на Европската унија, што значат за стопанството во Делчево и во Македонија. Право, многу ми е криво што во последните година, 2-3, имаме таков одлив на наши добри работници и од нашата фирма се деси да не напуштат скоро 4-5 души во овие 2 години и тоа добри работници. Тоа не може да го спречиме. Од една страна е добро, бидејќи тие работници ќе видат како се работи во Германија, во Италија, во Швајцарија и ќе го ценат после и ќе пренесуваат тоа нивно искуство на наши вработени овде. Имаме случај вече и најаве и вратени двајца вработени кои беа по 2 години во Италија, па сега се вратија пак во фирмата. Тоа ме радува, стварно многу ме радува. И условот има 2 или 3 услова под кои може да ги задржиме нашите вработени. Поголеми плати и подобри услови за работа. Вториот е подобри плати и подобри услови за работа, а третиот е големи плати и најдобри услови за работа. Инаку тешко да ги одржиме.